Македонија во срцето на Балканот. Балканот вечно немирен и неуспокоен. Простор каде природно, географски и антрополошки се продолжува и осмислува стварноста во духот на еленистичката и византиската култура. Балканот, место каде религиите се бореле за корен во иднината. Од сите делби на светот, религијата најмногу се спротиставува да се поистоветат сите луѓе на светот во едно исто човечко име за полесно препознавање. Историските притисоци врз македонците и вековните обезличувања покажаа дека на постоењето не може да му се спротистават никакви облици на негација и оневозможување. Денес сме непорекливи и вековити. Македонија е историска, политичка, економска и пред се културна реалност. Мала државна заедница во која се допираат времињата. Со развојот на демократијата се облагородува идејата за етничка толеранција, за соживот и добрососедски односи. Но наместо реалност на мирот, на почетокот на пролета во господово 2001 лето, виор на војната. Наместо со силата на аргументите и во институциите на системот, вооружена албанска организација со говорот на оружјето употреби аргументи на сила за да ја реши наводната загрозеност на правата на етничките албанци во Република Македонија. Тетово го доживеа виорот на војната. Албански терористи и екстремисти со оружје се заканија врз територијалниот суверенитет и интегритет на Република Македонија. Од Балтепе, од Тетовското кале, кое е знак на препознавање и синоним за Тетово, се стрелаше во полицијата на Република Македонија. А долу во градот, митинг на неколку екстремни невладени организации на етничките албанци. Од митингот повики поддршка до терористите кои го започнаа нападот. Се започна на 14 март 2001 година на Тетовското кале. Ечеше Лавчанска корија, се пукаше во и од Дреновец, Купеник, во приградските куќи на Тетово. Чадот високо во небото опоменуваше дека виорот на војната го разигрува лично ѓаволот, заканувајќи му се на мирниот човек од благото полошко поднебие. Сега дома излавам, а тоа веројатно во кале горе се пука. Од кој заврши тоа митингот во площад? Сте на митингот? Не, не сум.
Дали сте уплашени? Нормално уплашени, пожалтен съм, не гледаш по лицето си. Прво да видим нещо што е. Да прашам пријатели. Што да ти кажете, лоша навода е. Се ме пушти газдата од работа. Што друго? Ваше предвидување? Епа, не знам. Не е нарно по-нашински. Друго, не знам. Рафални истрели го пробиваа просторот. Од Тетовското кале, на патот кон селата Селце и Лавце, група вооружени и маскирани луѓе ја нападнаа патролата на УВР во Тетово. Во исто време, врз припадниците на Министерството за внатрешни работи беше отворен оган и од други локации, пошто започна оружена престрелка која траеше во текот на целиот ден. Во срцата на тетовци се загнезди стравот, но и гневот кон оние кои со оружје врака решија да бараат своја правда. Во првите налети на воените дејствија, Тетово опусте. Многумина ги напуштија своите домови, упатувајќи се кон Скопје и сите други македонски градови, но и надвор од земјата, да бараат времено за солниште од лудоста на оние што ја започнаа војната. Вестите ги куражеа и обеспокојуваа бегалците од Тетово, кои организираа протестен митинг во Скопје, зашто беа принудени да живеат како бегалци во сопствената земја. Колтук, Двабреста, Поток, Дреновец се најдоа на првите борбени линии. Страдаше целиот град. Но овие населби, чии што жители и самите се вложија во одбраната на градот и земјата, претрпеа најголеми материјални и други штети. Престојуваа кај своји роднини и пријатели, но и кај непознати луѓе кои покажаа високо гостопримство и солидарност. Редови на тетовци пред пунктовите на Црвениот крст на Македонија, каде Меѓународниот Црвен крст ги евидентираше времено раселените луѓе од Тетово и доделуваше помош во храна и опрема. Тоа беше реприза, слика што се памети од 1999 година, кога косовските бегалци беа во куќите и камповите во Република Македонија, згрижани од виорот на војната.
Поред правилата на организирање на Меѓународниот Црвен крст, кој действува во услови на војна и загрозеност на цивилното население, беа поделени 21.000 пакети на времено раселените тетовци. Одговорноста за почнување на оружените напади врз македонските безбедносни сили во Тетово ја превзеде ОНА со комунике број 5. На 15 март 2001 година престрелките продолжија. Од позиции кај селата Селце, Ѓермо и Шипковица врз припадниците на Министерството беше стрелано со различни видови оружје од голем калибар. Во престрелките беа повредени 11 полицајци од различна националност, како и 4 граѓани, од кои еден им подлегна на повредите. На 16 март повторно започнаа оружените напади. Од местноста Балтепе под Тетовското кале со автоматско оружје е стрелано врз припадниците на полицијата во населбата Колтук. Со автоматско оружје е нападнат и пунктот на полицијата на градскиот стадион и се истрелани 3 гранати кон централното подрачје на градот Тетово, од кои е предизвикана материјална штета.
Безбедносната состојба стравично се влоши. Нападите продолжуваат. Сериозноста на заканата за безбедност и територијален интегритет се всадува во душата на граѓаните кои ги опфаќа војна треска, која се ширеше како што се ширеше виорот на војната во Тетово. Од 14 март 2001 година Тетово доживуваше судбинско време. Тоа беа тешки мигови низ кои минуваше Тетово и Република Македонија. Длабока загрозеност на мирот, безбедноста и стабилноста на земјата. Безумието на војната е страшило за човечкиот дух, се пренесува како молња во срцето. На 17 март, по неколкудневно возвраќање, полицијата со комбиниран оган од пешадиско и артилериско оружје жестоко се спротистави на престрелките што доаѓаа од Калето. Престрелките предизвикаа загриженост и страв, зашто воениот конфликт води во катастрофа за сите засегнати, без оглед на етничката припадност.
На 18 март, полицијата го одби нападот на терористите и обидот за влегување во градот Тетово. Разрушувањата и заканата со оружје се покажаа посилни од онаа на разумот. Пораките на терористите збунуваа, а меѓународната заедница застана на страна на македонската држава. Нагласено се инсистираше за мир и стабилност, за демократски методи, а не кон насилство и етничка омраза. Министерството за внатрешни работи донесе одлука за ограничување на движењето на граѓаните на подрачјето на општина Тетово од 19 часот до 6 часот наутро. На 19 март, македонските безбедносни сили влегоа во жестока офанзива против терористите и екстремистите кои со оружје се заканија на македонската држава. И армијата со дел од оклопните единици беше подготвена да се вклучи онаму каде беше потребно. Тија што ти кажувам, Како ти стоиш сега? Добро, ајде, не е битно, се такво е времето. Бајца туј ка седна. Како си бе? Добар сум рекол, бе, бивши команданте. Ја не знам дали е командант, ама тој беше бил командант. Капи ќе се представиш така. И добар рече. Ајде рече, ке командантот Ливди рече. Ама ја појдов без тап, натаму. По путот да ке жаде, он пред мене, ја па него. Ајде ќе те носим рече ке командант горе. Ај горе, а тој горе то куќето, албанецот. И ја не можем да им се наđebe, реком бивши команданте, не можем бе наđebe, не ми да дозем тапчану. Чекај, ко не рече, не иди, ќе викнем него овде нека дојде, рече, ама што му беше тоа, не знам, не дојдува. Не дојдува, пројдува тројца, ги видов, дали беше он тујет, дали не беше.
А командантот, мајком, албанец ще прави. Не знаеше, јас знаев албански, ама не мога да се разберемо. Он викне тумач од тие луѓето наши туека, преведуе. Ми вика, а ја 3 дена, 4 дена, леп немав ништо. Ни брашо немав, ни ништо. И тој му го прашува него, рече, праши го, дали има јадење, дали има или нема. Реков, 3 дена, 4, реков, леп не сум јао, ни па брашо имам. Ние само рече, војници тражимо, ништо друго. Војник, ако најдемо, ќе го зејемо, да знаете. А со цивили немамо работа, па кога со тебе стар, не, обшто, проблем нема. Ми збори он мајкам, тој командантот. Добро, застане, тој малку застане, отида. После, уште некој 2 пута, 3 ми донесува леп. Ми донесува уште некој 2 пута, 3 леп. Еден комшија таму, Зетир се вика. Ми донесе тој леп, после 2 дана, и више го прекина, не ми донесува ни леп, ни ѓал, ништо. На 20 март жестоки борби. Терористите со оган од рачни ракетни фрлачи и од автоматско оружје ги нападнаа позициите на безбедносните сили кај стадионот. На терористите и екстремистите им беше упатен ултиматум од страна на Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи. Во ултиматумот беше побарано тие да ги напуштат позициите и територијата на Република Македонија или да се предадат на надлежните државни органи. Но тие не го прифатија ултиматумот. Борбите продолжија. На 23 март во Тетово се чувствуваше затишје, но напнатоста беше максимална. Од тетовското кале се слушаше ред затишје, ред престрелки.
Билансот од судирите кај македонските безбедносни сили беше 3 загинати и повеќе од 30 повредени полицајци. На 24 март судирите жестоко продолжуваат. За оние што останаа во градот, информативна блокада. Репетиторот на телевизија КИС беше целосно уништен, бидејќи објектот терористите го користија како снајперско и митралеско гнездо. Уништена беше трансмисионата техника и на сите други медиуми. Програмата згасна. Но новинарите беа во средиштето на настаните. Ги бележеа настаните кои оставаа траги во душата на луѓето и застрашуваа. На 25 март 2001 година почна операцијата на македонските безбедносни сили за чистење на територијата над Тетово. Офанзивата почна во раните утрински часови. По жестоките пресметки, терористите ги напуштаа позициите и се префрлуваат во погорните реони на планината.
со решителна акција во која е употребено тешко и лесно пешадиско оружје и артилериски оган, беа уништени терористичките позиции на Калето. Терористите се потиснати и Тетовското Кале конечно е територија на која се вее македонското знаме. Во операцијата немаше жртви од страна на македонските безбедносни сили, но на различни начини во Тетово тие денови страдаа 8 лица кои беа хоспитализирани во Тетовскиот медицински центар. Наредните денови македонските сили за безбедност навлегоа во сите места во кои пред тоа своји позиции држеа терористи и екстремисти од така наречената Ослободителна армија на албанците, која се прокламираше како борец за правата на албанците во Република Македонија. Тетовското Кале на Балтепе е освоено со јуриш. Се виори македонското знаме, но завладеа кршлив мир. Но дали конечно војната запре, беше прашање што се читаше од устните на сите. Тетово го доживеа виорот на војната како предупредување за сите. Но дали помислата на оружјето може да биде потоморена за навек? Војната и натаму застрашува да биде рушителна сила. Како да се излезе од атмосфера на војна и закани со оружје? Како да се изгради вистински однос заснован на прифаќање на различностите и со заедничка добивка од меѓузависноста? Војната е замка за отуѓување и меѓусебно нетрпение со непријателство. Како да се најдеме на вистинскиот мост меѓу локалното и глобалното, меѓу националното и универзалното, меѓу потребата да се одржува сопствениот идентитет, а едновремено да се биде дел од културната синтеза на народите? Вечниот стремеж за самоидентификација не смее да се прави со емотивен неспокој и со оружје, туку со демократски диалог и врз основа на вистинските аргументи, а не со говорот на оружјето, од што никој нема добивка. Но дали виорот на војната што го зафати Тетово ќе биде доволна поука и ќе заврши ужасот? Се покажа дека првите воени дејствија беа само почеток на повеќе месечни страдања кои потоа дојдоа како ирационална сила на војната психоза.
Позаземањето на Тетовското кале и влегувањето на македонските безбедносни сили во селата Лавце и Силце во Тетово завладеа кршлив мир. Дали Македонија конечно ќе започне да се извлекува од војната криза? Настаните што потоа се случуваа покажуваат дека кризата продолжува и се пожестоко ќе го наплаќа данокот на безумието. Народот не ја прифати војната конфронтација, но беше крајно и опасно поларизиран. Истрелите во македонската полиција и војска не беа ништо друго, туку истрели директно вперени во меѓунационалните односи на земјата. Меѓународната заедница покажа загриженост поради ескалацијата на воените судири и побара мирни решенија, зошто од суштинска важност за Балканот е да се има мирно решение за сите несогласувања кои постојат и се закануваат со рушителната сила на оружјето. Во историска смисла, Балканот беше буре со барут, а нашата Македонија во средиштето на вечно немирниот Балкан. На крајот од април месец, со голема огорченост беше примена веста дека во претходно поставена заседа на патролата на македонските безбедносни сили меѓу селата Силце и Вејце на Шарпланина отворен е оган од рачни минофрлачи, бомби и автоматско оружје. При тоа загинаа 8, а се повредени 6 припадници на македонските безбедносни сили. Според наодот на обдуцентите, утврдено е дека по смртта телата на убиените полицајци и војници се дополнително масакрирани. Со изјава на Дојче Веле, одговорноста за масакрот ја презеде командант на така наречената Ослободителна народна армија на албанците. Настанот предизвика огорченост и представуваше нова количина бензин врз огнот што го разгореа терористите на Шарпланина. Помилуй нас, Боже, по лице На 14 мај 2001 година, Собранието на Република Македонија ја изгласува владата на политичко единство, во која партиципираат и партиите на албанците. Но терористите веќе наредниот ден напаѓаат конвој на Министерството за внатрешни работи кај селото Лисец. Се редат напади на она. На 9 јуни е урнат далноводот кај Голгота. Шарпланинските села остануваат без електрична енергија, а во прашање е ставен и дотекот на вода во водоводот што го снабдува градот Тетово. Животот се усложнува, добива карактеристики на постојан страв и неизвестност.
Истиот ден, портпаролот на владата изјавува дека има загрижувачка информација дека 400 вооружени терористи ја преминале границата на Шарпланина и се распоредени во реонот на селото Шипковица. Во градот снабдувањето се отежнува, а стравот е на устните од луѓето. На 1 јули пронајден е убиен Борис Магденовски во селото Брезно. Започнува етничкото чистење на териториите кај што живеат македонци во подшарпланинските села. Се запоседнуваат територии каде никогаш не живееле албанци: Брезно, Варвара, Јелошник, Сетоле, Отуње, Јадоарце. Започнува екзодус на македонското население. Македонците се прогонуваат од своите вековни огништа и се запоседнуваат нивните имоти. На 4 јули Тетово е во обрач на терористите. По енергичното возвраќање на македонските безбедносни сили се прогласува прекин на огнот. Се верува дека на мирот му се дава шанса, но терористите безброј пати го прекршуваат мировниот договор. Кршливиот мир не се одржува долго. Терористите го гранатираат Лешок, Теарце непроштено.
На 9. јули се блокира патот Тејтово-Јажинце. Терористите ја превземаат улогата на паравојни полициски сили. Пукаат и на хеликоптери. Започнуваат зачестените киднапирања. Кризата се шири, а омразата ги продлабочува своите корени. Smo свалени од таму и готово, никој не доаѓа. Кој ме донесе до? Не спроведов учека. Но околу село целно се пука и цело сабале. Од тоа смо побегнали. Идом ми од озгор, од честитање и не преснетне, онда не допре. Стоите, вика, и ми да, он иде малку понапред од нас. Децата. И ги видов ми допрени до зид. И ми после и нас не допре, и ви не сме нигде да јавувате, вика. Ни на телефон, али имаш мобилен, али имаш телефон, те прашува. Ја викам, немам ништо. И он престана. И после ме фатија за рука, до кола ме несува. Крвот. Се гледа крвот. И децата ги зеда у кола, ги однесува со кола надоле, ги однесува. Ги тепале, ги тепаја туе.
ги тепе на пут. Ги влече. Ги влечеја и после него го зедоа и го носија ваќе натаму и му вика, ја им реков, викам, добро, викам, децава треба некој да ги рани, да ги гледа. А тие две деца и мужот од нестата га зедоа, ама и ги удреа. Им рече, ај носите му милиција. Тие му рекла, јас сум милиција. И ги удрија и ги влечеа. Ним тројца ги зедоа. Дали беа маскирани или? Не бе маскиран, тамница не се видеше. Брада голема, тој слезе од кола право. Со колата дојде. Јас и мојот пријател соселенец Петко Ристовски левовме во кола и отидовме во Лешок. Пред патот што оди за Косово, значи Тетово Јажинце, на 300 метри од прилика некаде до главниот пат, кога дојдовме со колата и бевме сопрени од припадниците на така наречена она ѓавол да ги знае кои се. Допрев јас со колата, излегов надвор, кога се сврте позади мене на само 30 на метри, некаде околу 20-25 души со автомати вперени во нас. Само што дојдоа овие позади што беа луѓево терористи или не знам како да ги наречам веќе. Одма почнаа со тепање прво мене со боксови и така тоа се заврши со вречите мене на глава, ми ставија лисиците, не пикнеа во кој ѓавол да го знае возило и не однесува во непознат правец. Кој стигна, со што стигна, маваја на нас, пресреќен сум како човек на 5 деца, што успевавме 3 деца од село Непроштено да ги донесеме во село Жилче и покрај тоа што бевме претепани, крајно претепани, изнемоштени. Болката како болка ќе помине се, но пресреќен сум што успеав 3 деца, кое едно имаше 2 годишна возраст, да ги донесам здрави и живи и да ги предадам на нивните родители. Знам како е да бидеш родител. На 23. јули се случуваат жестоки вооружени судири. Македонците панично го напуштаат градот. Остануваат малку жители на Тетово. Градот опусте. Тие што останаа доживуваат морничави ноќи со рафали и терористички закани. Но безбедносните сили на Република Македонија се на своите позиции и не дозволуваат изненадувања. Возвраќаат со сите средства. Виорот на војната во Тетово се ширеше како проклетство кое го погоди мирниот човек од полошкото поднебје.
Пред парламентот во Скопје се собираат прогонетите македонци од Тетово, од тетовските села кои што се лоцирани во подножието на Шарпланина, лево од патот Тетово-Јашинце. Етничкото чистење се шири независно од реакциите на меѓународната заедница. На 28 јули терористите повторно напаѓаат на безбедносните пунктови на Попова Шапка, Јегуновце, Жилче, Ратае. Дали е можен политички диалог? Жителите на Лешок со конвој обезбедуван од мониторингот на меѓународната заедница го посетуваат Лешок за да ги видат своите уништени и покрадени домови. Синјат го палиле, девојчето ми спиеш и деца до кревеци да ме запалиле. Овде? Га запалиле, ги изгореле све. Ете сами видите што прават нашите учака, тие што терористиве што ни правеве. И како ќе се вратиме ние назад? Заради ова работа, заради ова. Ова е вашата жена што е... Да, таа ми е жената, зашто знаеме со какви маки сме ga правиле куќа. Не знам што да речем, гледате сами, заради ова нека гледа свет, нека гледа Македонија, нека гледа свите. Тоа е овдека за живење више не е, гледате само. Испукани ѕидови, пореметена целата, изгорено, искршено, запалено, оплячкано. Прво ги оплячкале, после ги палеле. Ова е нешто невидено. Ова не може ова да се со никаква цена никој не може ова да плати. Ова зашто никому ништо не сум направил, ова зашто ми го чиниле не знаем ја.
во населените места Жилче и Рате. Има доста раселени или избркани лица од населените места Терце, поточно Непроштено, Лешок и дел од Терце, кои што се сместени по индивидуални куќи, најмногу кај своји роднини, но има дел кои што се згрижени и во други домаќинства. Договорено е да не заминуваме, да бидеме сите хомогени, како една заедница и да ги чуваме нашите населени места. На 8 август е нападнат конвој на армијата на Република Македонија на патот Тетово-Скопје. Трагичниот биланс е 10 загинати и неколкумина ранети. Нетрпеливоста со состојбите се манифестира во сите градови на Македонија, особено во Прилеп, од каде беа загинатите војници. На 13 август 2001 година политичките лидери со посредство на меѓународните олеснувачи го потпишаа рамковниот договор. Македонците покажаа цивилизиран однос и разумен начин за разрешување на кризата, поради што целата меѓународна заедница застана на страната на Република Македонија. Но за Тетово мирот остана за некое одложено време. На 14 август во Тетово нападите на терористите добиваат нова жестина, се засилуваат малтретирањата и се зголемува хаосот. Се засилуваат снајперските стрелби. На 16 август претепан е свештеникот на тетовското село Беловиште. Терористите ме киднапираа, ме тепаа и малтретираа и ме принудуваа да пеам како оџа, ке изјави тој во болницата. Некачија не од тука не однесе во джепчите. Во джепчите и тука не испрашува. И тука почна да ме тепав. Ме тераа тамо како оџа да поем. Се албански песми, ја не се. Ми ставија пиштол во устата и почна да ме тепа тука. Се врзеа, рацете ми ги врза, со врци од мали. Ми ги врза и почна со цигаријан, тој по раце, на гора. Ми ставија пиштол, ја му рекол, бе, дека сум свештеник, вика, јас сум можа, ти свештеник, и че поеш, како оджа. Ја не сега, тука ме тепа баја ги. Тука после некој време ми ставија вречи на глава. Не однесла вречи на глава со едно возило, ставија таму еден подрум долу. Од тука не извадија вречиве и таму не пречека едно 15 момчиња со палки. И од тука тоа испрашување и почна да ме тепа, тој другиот него тепа, мама мене ме утепа. Тука почна че пееш, како оџа не пеам, че пееш, не пеам, албански песма, но ме утепа. После некој време, најверојатно кога ги бајрам, се газа од минот. Добро што као нарече, дека попото на ова и најверојатно тоа беше од 2 сата до 7, некаде не тепалет.
ногиве, раце, исто од тука, оноделе, кога беам таму пред млинот. Не однесо беам тогаш, кога не изнесоа, од тоа беаме дека било добро ште. На 21. август миниран е манастирот во селото Лешок. Дрскоста да се уништи светилиштето Свети Атанасий, каде живеел и делувал големиот македонски просветител и црковен писател Кирил Печиновиќ, беше примено како ужасна вест, која ги предизвика граѓаните на Македонија и пошироко во светот. Тоа покажа дека во судирот е доведена во прашање и верската толеранција, на што се спротиставија сите добронамерни луѓе, зашто со оружје врака и сорушителна сила не може да се имплементираме во културната синтеза на сите луѓе од светот. Ние овој манастир ќе си го обновиме. Мислам дека ни една сила тоа нема да не сопре. Ние веруваме во верата си веруваме. Веруваме во Богородица, веруваме во Бог. Ние имаме вера. Ние сме честни луѓе, на никого лошо не сакавме да направиме, на никого ништо не му срушивме, на никого жени и деца не му усилувавме и мислам дека Господ е на наша страна. На 22 август 2001 година НАТО даде виза за старт на акцијата за собирање на оружјето на она неопходна жетва. На 26 август терористите го кренаа во воздух мотелот Бриони на Вардар кај селото Челопек и во ужасна смрт животите ги загубија двајцата чувари на објектот. И во почетокот на септември 2001 година, мирот во Тетово е се уште далеку. Киднапирањата продолжуваат. На патот Тетово-Јажинце се појавуваат барикади. Киднапираните се уште не се ослободени.
500 години старите кажуваја Турска била ова не направиле. А сега наши албанци. Ja nemam više što da izgubim.